Почитувани, СДСМ врши притисок врз вработените во јавниот сектор. Преместувањето на административните службеници на работни места надвор од нивното место на живење стана инструмент за замолчување на партиските неистомисленици, а партиските послушници се унапредуваат надвор од закон. Имено, во Република Македонија врз вработените се вршат секојдневни притисоци и закани. Се забранува учество и работа во синдикална организација, односно со притисоци и заплашување се инсистира излегување од синдикат или да се премине во друг синдикат, кој според раководството е подобен и е под контрола на власта. Во отсуство на надлежни институции кои што вршат надзор на примената на Законот за работни односи, Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор, согласно член 10 од Законот за административни службеници, раководното лице, односно функционерот кој што раководи со институцијата, обезбедува услови за ефикасна примена на законите и прописите кои се однесуваат на работниот однос на административните службеници. Донесува акти за внатрешна организација и систематизација на работните места во институцијата и други акти на институцијата кои се однесуваат на работниот однос на административните службеници. Донесува годишни планови за вработување на административниот службеник, како и решава за правата од работен однос на административните службеници во институцијата, согласно со закон со кој е избран или именуван на функцијата. Спротивно на Законот за работни односи, Законот за административни службеници и Законот за вработени во јавниот сектор, раководните лица немилосрдно се изживуваат со вработените, изнудуваат за барање за уназадување и откажување на раководен службеник. Незаконски унапредува и овластува лица со јавни овластувања, доколку се политички подобни или блиски со функционерот. За редовни работни задачи се информираат и се задолжуваат само подобните, односно се врши дискриминација. Основно и легитимно ги прашуваме надлежните министри со афрички менталитет. Колку лица во институциите се унапредени со овластувањето од министер или директор и врз основа на кој закон овие функционери го црпат правото да унапредуваат со овластување спротивно на Законот за административни службеници. Колку административни службеници побарале самите да се деградираат неколку места подолу и врз основа на кој закон ја оправдуваат оваа изнуда. Колку дисциплински постапки се спроведени и потврдени од Агенцијата за администрација, без при тоа да се запазат основните елементи на поведување на дисциплинска постапка согласно закон. Колку распоредувања на административни службеници имаат спроведено институциите по хоризонтала и по вертикална линија за време на избори и спротивно на годишните планови за вработување. И последно, кога планирате да сопрете со заканите и уцените кон синдикалните здруженија и членовите на синдикатите? Граѓаните и даночните обврзници очекуваат од институциите конкретни одговори, а вие имате обврска да дадете отчет и воедно да создадете услови за пристојна работа без закани и уцени, без дискриминација, во целост почитување на правата на работниот однос, без кој не е возможно да се интегрираме и напредуваме како општество и како држава. Ви благодарам.